Вие сте со вестите на Канал 8. Добар ден. Нов бунар со капацитет од 30 литри во секунда е пуштен во местноста Градовски Орман. Со тоа ќе се обезбедат дополнителни количини вода за пиење за граѓаните од Кочани и околните населени места. Системот за снабдување со вода за пиење на граѓаните на општина Кочани е засилен со уште еден нов бунар, што ќе обезбедува дополнителни количини. Се работи за објект што се изгради со финансиска поддршка од швајцарската влада преку програмата за мали инфраструктурни проекти, а што е дел од проектот за управување со речниот слив на Брегалница. Бунарот со кој се обезбедуваат нови 30 литри вода во секунда овозможува стабилен систем на црпење на водата и непречено снабдување во евентуални шпицови во критичните летни периоди. Со овој бунар вкупниот капацитет на целиот систем за водоснабдување се подига на 280 литри вода во секунда. Црвената лента на предавањето во употреба на објектот ја пресекоа амбасадорот на Швајцарија Стефано Лазарото, министерот за животна средина Нурхан Изаири и градоначалникот Радко Димитровски. Денеска имав голема чест да пуштиме во употреба бунарот кој ќе обезбеди дополнително 30 литри за населението на општина Кочани. Ова е донација од швајцарската влада, со која ние имаме многу тесна соработка, во која пригода и ги поздравувам нивните заложби за ова соработка. Денешниот чин на отварање на бунарот дополнителни 30 литри во секунда докажуваме дека нашата влада преку Министерство за животна средина и преку нашите пријатели од Швајцарската конфедерација и општината Кочани се грижиме за квалитетно водоснабдување на општината Кочани и со овие 30 литри во секунда ние овозможуваме да имаме доволни количини на вода и преку преработката во фабриката за вода имаме и квалитетна вода за сите граѓани, за сите жители на општината Кочани. Според швајцарскиот амбасадор, неговата земја е заинтересирана да ја помага еколошката заштита на Македонија, зашто владата што тој ја представува е вклучена во реализацијата на проектот за управување на сливот на реката Брегалница, а чиј дел е и ново изградениот бунар за Кочанскиот водовод. Швајцарските инвестиции или финансиски контрибуции кон сливот на реката Брегалница, вклучувајќи и онаа идната во Кочани, представува најголема инвестиција не само во земјата, туку и пошироко во Западниот Балкан. Секако кога некој инвестира во нешто, големи се и очекувањата од другата страна. Навистина бев многу среќен кога слушнав за посветеноста на сите граѓани, поготово на градоначалникот на Кочани, за тоа како тие планираат да овозможат долгорочна одржливост на проектот за пречистителната станица. Новиот бунар во водоснабдителниот систем во Градовски Орман е прв целосно реализиран проект од 15 слични што се реализираат во рамки на проектот за управување со сливот на Брегалница. За неговата изградба беа инвестирани околу 3 милиони денари, од кои со околу 16% од вредноста учествуваше општина Кочани, а остатокот е донација од швајцарската влада. Трета година поред во источниот дел од државата се реализира проектот за управување со сливот на Брегалница. Тоа беше повод да се организира јавна презентација на која беа представени досегашните резултати од него, но и плановите за наредниот период. Проектот за управување со речниот слив на Брегалница се спроведува во 15 општини од регионот на оваа река. Финансиран е од Швајцарскиот државен секретаријат за економски работи СЕКО, заедно со Министерството за животна средина и просторно планирање, како и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и општините од регионот. Досегашните проектни активности беа представени на презентација во Кочани, при што беа изнесени податоци за истражувањето од загаденоста на водата и околината на речниот слив, како и мерките што се преземаат за подобрување на еколошката заштита. Овој проект има лимитирани средства, значи не може да се занимава со пречистителни станици од поголем калибар за градовите како што се Кочани, Штип или другите поголеми населени места. Но секако пречистувањето на отпадните води е една од работите на кои што треба да се посвети внимание. Тоа го констатиравме со анализите што веќе се направија и затоа ги концентриравме нашите напори кон изнаоѓање на такви проекти кои што брзо ќе донесат најголем ефект за
почиста брегалница. Како и во сите други општини вклучени во проектот, така и во Кочани ќе продолжи мониторингот на површинските води и подземниот мониторинг, како и активности кои го вклучуваат населението преку работилници, активности за зголемување на јавната свест и слично. На презентацијата во Кочани беше речено дека се уште во тек е реализација на малите инфраструктурни проекти од првиот повик, а во февруари идната година управниот одбор на проектот ќе потврди кои проекти од вториот повик ќе бидат финансирани, што се очекува да се реализираат заклучно со крајот на 2015 година. Најдоцна до септември идната година треба да излезе и конечната верзија на планот за управување со речниот слив, кој опфаќа анализи на постојната состојба, но и сценарија за можната состојба со водните ресурси во следните 20 години. Потоа тој ќе биде предаден на Министерството за животна средина и просторно планирање за понатамошно постапување согласно законските прописи. Над 8,5 милиони евра се планирани како расходи во буџетот на општина Кочани за наредната година. Од нив за капитални расходи ќе се потрошат околу 1/4, а остатокот е за плати и надоместоци. Над 250 милиони денари планира да потроши до година локалната власт на Кочани за плати и надоместоци на вработените во општинската администрација и другите институции што се под нејзина надлежност. Тоа е близу половина од вкупно планираните расходи со буџетот за 2015 година. Финансискиот план за идната година предвидува вкупните расходи да изнесуваат околу 524 милиони денари, што практично е приближно на истото рамниште како и во изминатите години, со тоа што има известни промени во структурата на трошоците што ќе се покриваат. Капиталните расходи се на второ место по надоместоците за вработените и изнесуваат околу 150 милиони денари. Остатокот од парите предвидени во расходниот дел на буџетот ќе се трошат за набавка на стоки и услуги, отплата на главница и камати од кредити и други недефинирани расходи. Кај капиталните трошења пак, скоро 90% од парите се наменети за изградба на патишта и улици, изградба на пречистителни станици и колектори и други објекти. За патиштата и улиците ќе се потрошат околу 90 милиони денари, од кои над 60 милиони ќе бидат финансирани од кредитот што е добиен од Светска банка. Остатокот од трошоците ќе треба да ги обезбедат даночните и комуналните приходи, за кои е планирано да бидат околу 1/4 од вкупната сума што ќе влезе на буџетската сметка. Карактеристично за планирањето на буџетот за 2015 е што расходите ќе бидат повисоки од парите што се планира да се соберат на приходната страна. Според изготвената фискална табела, општинската власт ќе биде во кусок од околу 57 милиони денари, што пак треба да се покријат со други приливи, односно со веќе планираниот кредит од меѓународната финансиска институција. Завршена е техничката изработка за нов детален урбанистички план за рекреативниот центар Пониква. Нарачател на планот е Кочанската локална самоуправа и тој се однесува на територијата што се наоѓа во рамки на општината. Околу 49 хектари државно земјиште се опфатени со новоизработениот детален урбанистички план за рекреативниот центар на Пониква. Според функцијата на парцелите на теренот, евидентирани се 35 објекти кои се со намена за времено сместување и 7 парцели за хотелски комплекси. Остатокот е неизградено земјиште во чии рамки се предвидени и површини за спорт и рекреација, што изнесуваат околу 28% од вкупната површина на планскиот опфат. Освен објектите за времено сместување, предвидени се и парцели за мали комерцијални и деловни намени, за големи трговски и гостителски единици, деловни простории и објекти за здравство и социјална заштита. Според согледаната состојба на теренот, а што е нагласено и во деталниот урбанистички план, потребно е усогласување на површината за градење и максималната височина на градба со стандардите и нормативите за урбанистичко планирање. Исто така, потребно е преиспитување и решавање на проблемот на сообраќајот, пристапот до одреден број градежни парцели, како и реведирање и реконструкција на постојната улична мрежа, нејзина доизградба и вклопување во сообраќајниот систем. При тоа, освен користењето на постојниот регионален пат Р519 од Кочани до Пониква, предвидено е да се изградат и 2 сервисни, односно пристапни улици со широчина од 6 метри, како и 4 ново проектирани стамбени улици за секоја од населбите во кои се изградени или се планирани викенд куќи и други објекти.
Со планот е предвидено и решавање на снабдувањето со вода за пиење, каде според пресметките ќе биде потребен капацитет од 10 литри во секунда, за што е неопходен и резервоар со минимален капацитет од 250 метри кубни вода и пумпна станица. Исто така планиран е одвод на фекална канализација, што би изнесувала околу 8 литри во секунда, како и решавање на атмосферската канализација. Во новиот детален урбанистички план за Пониква е предвидено инсталирање на соодветна електроенергетска и телекомуникацијска мрежа. Планот ќе се најде на разгледување пред Советот на општината на седницата закажана за впеток. И општина Виница се приклучи кон одбележувањето на меѓународниот ден. Со поместување поради денот на дрвото и во оваа општина беше одбележан денот на лицата со попреченост. Дури 373 лица во Виница се со лесна, умерена, комбинирана попреченост, како и со телесен инвалидитет. Дел од нив, како членови на Порака и на Сдруженијето Мобилност, како згрижени лица во дневниот центар, се собраа заеднички да го одбележат меѓународниот ден и уште еднаш да подсетат на нивните барања и да побараат поддршка од институциите. Отворивме канцеларија, каде што ќе биде како една координација меѓу нашите здруженија, и Советот на општина Виница одобри финансиска помош од 4000 денари за да може да функционира месечно оваа канцеларија. Потоа следеше донесување на акцијски план за лицата со посебни потреби. Продолживме со поставување на рампи до институциите, со спуштање на тротоарите се со цел за нормално движење. Јас од моје лично име, од име на локалната самоуправа, од име на институциите, од име на здруженијата, сакам да упатам една голема благодарност до сите граѓани, институции, здруженија кои што помагаат и ќе помагаат во овој дел. Посебно сакам да упатам благодарност до Сдруженијето на Ротари клубот од Кочани и Виница, кои што доделија парична помош од 60.000 денари, кои уште не се искористени, а се наменети за вакви потреби. Клубот што треба да го добијат лицата со телесен инвалидитет всушност ќе биде сместен во просториите на спомен домот во поранешните простории на Вавилон, а на последната седница се донесе и одлука за бележење на паркинг места за инвалиди на улицата Маршал Тито. Според координаторот на проектот Борче Евтимов за мултифункционално уредување на овој простор, Алијанс 7 има донирано 244.000 денари, а клубот треба да биде катче за дружење со станоци и спортски активности на 88 лица со телесен инвалидитет од општината. На лицата со попреченост треба да им се даде можност целосно да учествуваат и предонесуваат во работната сила. Осврт кон правата од работен однос даде Благица Андонова, председател на Советот. Сепак за лицата со попреченост честопати не се размислува при вработувањето поради негативните перцепции во однос на нивната способност да предонесуваат или пак поради високиот трошок за прилагодување кон нивната попреченост или непристапните работни места. Честопати работодавците не се свесни за придонесот кој можат да го дадат лицата со попреченост на различни работни места или пак преку употреба на прилагодливи и модерни технологии и други мерки за разумно прилагодување. Меѓународниот ден на лицата со попреченост беше искористен и да се укаже за асистивната технологија која се повеќе наоѓа примена во училиштата, конкретно во основното училиште Славчо Стоименски во наставата за децата со пречки во развојот. Таму се користат уреди со кои раководи мобилен дефектолог. Председателот на Сдруженијето Порака, Благица Стоилова, со благодарници ја искажа својата почит кон институциите и луѓето кои се грижат за овие лица, а децата згрижени во дневниот центар продаваа рачно изработени новогодишни честитки. Фактот што до сите институции се уште нема пристапни рампи за овие лица е поразителен и укажува дека на ова поле има уште многу да се работи. И овој четврток беше раздвижено на градскиот пазар. Незначителен пат на цената бележи тропското овошје. Зеленчукот се продаваше по прифатливи цени. Тезгите на градскиот пазар се преполни со висококвалитетно јужно овошје, чии цени се во благ пат, но во просек повисоки од лани. Цената на мандарините, цитроните и портокалите е променлива, зависно од количината што ја бара купувачот. Лани во најголем дел од доцната есен и зимата портокалите се продаваа и по цена од 100 денари за 5 килограми. Сега таа цена важи за 3 килограми купени портокали, додека регуларната цена генерално е 40 денари за килограм. Бананите се продаваа по цена од 50 денари за килограм,
а со послаб квалитет може да се купат и по пониска цена. Солидна беше понудата на маслинки, кикирики и други зрнести производи од увоз, кои пак во маркетите бележат вртоглав раст на цените, особено лешниците и бадемите, но и оревот. Овие производи се нудеа по различни малопродажни цени, зависно од квалитетот, потеклото, големината и слично. Најниски беа малопродажните цени на јаболката, кои изнесуваа од 20 до 25 денари за килограм. Одделни видови зеленчук се продаваа по стандардни или пониски цени во споредба со ланската зима, како зелката, зелената салата и слично. Навразок магданос и роквица се продаваат по цена од 10 до 15 денари, цвеклото и другите видови трупки по 30 денари. Променливите и ниски цени на одделни видови зеленчук, како и забележливото намалување на куповната моќ кои го продлабочуваат и онака длабокиот јас меѓу понудата и побарувачката, внесува загриженост не само кај земјоделците, туку и кај продавачите, кои како што тврдат не можат да ги покријат трошоците. Голем дел од нив се прекупци, така што работат со помала заработувачка. Виница ќе биде домаќин на 23-тиот симпозиум на археолозите од Македонија. Симпозиумот ќе се одржи во мотелот Слив, а официјалното отворање е в петок во 12 часот. Во деновите од петок до недела, Виница ќе биде домаќин на 23-тиот симпозиум на археолозите од Македонија, односно на Македонското археолошко научно друштво МАНТ. На симпозиумот ќе бидат представени научни трудови кои ги обработуваат најновите сознанија од последните археолошки истражувања во Република Македонија. Се очекува присуството на 50 археолози од сите музејски институции во Македонија, како и археолошки научни работници од Бугарија и Словенија, кои работат на терените во непосредна близина на Македонија. На симпозиумот по-конкретно ќе бидат презентирани резултатите и научните сознанија од истражувањата на археолошките наоѓалишта во последните 2 години, а свое излагање ќе имаат и вработените во музеот Теракота како домакини. На симпозиумот се очекува присуство на представник од Министерството за култура, кој е покровител на овој настан, а свое обраќање ќе има и градоначалникот Емил Дончев. Меѓу гостите ќе бидат доктор Славица Бабамова, доктор Никош Чеусидис, професор доктор Митја Гуштин, професор доктор Снежана Филипова, доцент доктор Трајче Нацев и други. Симпозиумот ќе се одржи во мотел Слив, а официјалното отворање е од 12 часот. Научните трудови ќе бидат обработени во 6 сесии. Неделата, 7 декември, е предвидена за посета на музеот на град Виница и Виничкото кале. За крај од вестите проследете спортската информација. Заврши првиот круг од женската училишна кошаркарска лига. Надпреварите од вториот круг исто така ќе се одиграат во спортската сала во основното училиште Никола Карев. Трето коло во женската кошаркарска лига за основки беа одиграни 2 надпревари. Резултати: Никола Карев Малина Попиванова 16:13 и Свети Кирил и Методи Раде Кратовче 30:7. Табелата ја предводи Никола Карев со 6 бода пред Малина Попиванова со 4, трета екипата на Свети Кирил и Методи со 2 бода, а последно пласирана екипата на Раде Кратовче без бодови. Со овие надпревари, всушност е комплетиран првиот круг од женската кошаркарска лига. Наред е вториот круг кој го губи значењето на реванш, бидејќи исто така ќе се одигра во спортската сала во основното училиште Никола Карев, која единствено нуди просторни можности за лига надпреварите, имајќи ги предвид условите за спортување во останатите основни училишта во градот. Надпреварите се играат според правичниот редослед, така што двојките се Малина Попиванова Раде Кратовче и Свети Кирил и Методи Никола Карев. Неделава се одигра последното коло од првиот круг и во машката кошаркарска лига. Таму со максимален учинок по 3 кола екипата на Свети Кирил и Методи, која предводи табелата со 6 бода, следена од Малина Попиванова со 4, Никола Карев има 2 бода на третата позиција, а Раде Кратовче е последно пласиран без бодови. Во рамки на активностите во училишниот спорт, следната недела ќе се одиграат надпреварите во футсал за средношколци.
Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Најновите информации ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.